и секако менаџерите, представниците на невладините организации, воспитно-образовните работници. Ово е еден мал гест, секако со помош на донаторите, на општината, да го одбележиме денот, но како што рече и Благица, не само на овој ден да се подсеќаме дека всушност имаме наши сограѓани кои што имаат сериозни проблеми, а ние не само законска, туку и морална обврска да изнајдеме начин како да ги адаптираме во системот, во секојдневното живење и функционирање и барем на малку да им ги намалиме разликите и кај нив самите, но и кај нивните родители. Јас сум горд што во нашата општина има создадена општествена свест за овој сериозен проблем кој што беше напоменато дека е на многу ниско ниво се уште. Ние разговараме за одредени инвестиции кои што можеби требало да бидат завршени уште пред 30 на години, но ако се водиме од фактот дека последната инвестиција во образованието е далечната 83 година со изградба на основно училиште Кошо Рацин, и од тогаш застанува периодот на капиталните инвестиции, а имаме голем број на училишни објекти кои што треба да бидат реконструирани и адаптирани на новите современите стандарди. Тогаш ни е јасно во каков град и во каква држава и всушност и во какво општество живееме. Мораме да го дадеме својот максимум, да ги намалиме тие различности и секако да бидеме многу пофункционални. Мило ми е што интензивно веќе година и половина се инвестира во делот на образованието. Можеби корона, иако беше од една страна многу лошо нешто што му се случи на човештвото, од друга страна поради долгиот период и отсуство на учениците од училиштата и физичката настава се направија голем број на заштеди во образовниот процес, ги инвестиравме тие дел од тие средства во објектите, па еве имаме случај во едно од најстарите училишта во градот да имаме и нова инвестиција на комплетно ново спортско игралиште и дополнително уште голем број на инвестиции во останатите основни и средни училишта, да ги подобриме условите во кои што учиме. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам првенствено на донаторите, на нашите општествено одговорни компании, Алфиби, Термалифт и третата беше Проспера Куманово, да ги потикнам да продолжат така, но и да потикнат и они кај останатите нивни колеги да се јавуваат во нивно својство и да помагаат, и дополнително да изразам една голема благодарност, особено до вас кои што работите во воспитно-образовниот процес, бидејќи вие сте првата алка во системот која што е најбитна во спроведувањето и имплементацијата на онаа што значи инклузија и давање на еднакви можности на сите наши сограѓани, почнувајќи од најмала возраст, па секако и до годините во полнолетството, во подоцнежните фази. Ние како општина ќе продолжиме да поддржуваме проекти, особено проекти во делот на образовните асистенти, кои што се покажа и како успешни и корисни, не само за корисниците, штитениците, туку и за семејствата, па и луѓето кои што работат во образованието, и стоиме на располагање во рамки на своите можности да генерираме уште поголем број на вакви проекти, каде што не само што ќе бараме донатори, туку и општината, како и многу пати досега, ќе биде финансиер, секако ако добијам согласност и одлука на Советот. Ви благодарам на сите, честит ден, благодарност голема до сите кои што работите на оваа проблематика од невладиниот сектор.